градиме иднина, ќе ги скенира Охрид и Струга во рамките на проектот спречување на питачењето. Струга се дави во диви депонии. Со низа активности Охридскиот Црвен крст ќе го одбележи светскиот ден на оваа хуманитарна организација. Одржана ревија на песни и ора од пензионерите. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес претежно сончево време со локална облачност. Максималната дневна температура 18 степени Целзиусови, а во текот на ноќта кон сабота стабилно со локална облачност, но релативно топло. Во сабота локално над западна, централна Европа, Пенинскиот и Балканскиот полуостров времето умерено облачно и нестабилно со дожд и грмотевици. Во останатите делови од стариот континент времето стабилно со сончеви периоди. Во сабота над северните и централните делови од Балканскиот полуостров времето облачно и нестабилно со врнежи од дожд грмотевици. Во останатите делови од полуостровот сончево со локална облачност и топло. Максималните дневни температури од 18 до 24 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота свежо утро со температури во интервал од 4 до 12 степени, но во текот на денот сончево време со локална облачност и топло. Максималните дневни температури во нашата држава од 17 до 25 УВ индексот со вредност 6. Во Охрид во сабота свежо утро со температура од 8 степени, а во текот на денот времето претежно сончево. Ке има локална облачност, но ќе биде топло со максимални 19 степени. Во недела и понеделник свежи утра, а во текот на денот сончево време со локална облачност и топло. Максималната дневна 19, односно 22 степени Целзиусови. Во вторник веќе умерено облачно и нестабилно време, врнежи од дожд и дневна температура од 20 степени Целзиусови. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработлување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании.
Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Проблемот со питачењето институционално да се решава и да се заштитат децата од злоупотреба, бара Сдруженијето Градиме иднина од Скопје. Невладината изминативе 5 месеци спроведува теренски истражувања во повеќе градови, меѓу кои и Охрид и Струга, во рамки на проектот Стоп за питачење и злоупотреба на децата и нивното здравје. Анализите ќе бидат доставени до сите релевантни институции, секторите за внатрешни работи, локалните самоуправи, центрите за социјални работи. Охрид е еден од градовите во државава во кој има најмногу питачи. Во зимскиот период има до 5 питачи, но на лето бројката расте и над 70 лица, од кои добар дел се малолетни. Можете да ги сретнете низ чаршијата, кафетериите, рестораните, по плажите околу маркетите. Нивното работно време започнува од 11 часот и трае до 2 часот наутро. Питачат и на минус 15 степени на зима и на 40 степени на лето. Тепани се и малтретирани, дел од нив од мали стануваат зависни од наркотици, а парите од питачењето завршуваат во джебовите на организаторите кои си ги трошат за своји луксузни потреби. Ова се сознанијата од теренските истражувања на невладината Градиме иднина од Скопје, која го спроведува проектот Стоп за питачење и злоупотреба на децата и нивното здравје. Апелирам до сите граѓани, до сите жители на Охрид Струга, каде што се покрива овој настан, престанете да им давате, да ги правиме зависници од давање на монети од 1, 2, 5, 10, 50, затоа што овие средства децата кои ги питачат и останатите организатори и учесници, верувајте, овие средства не завршуваат кај децата и кај просјаците, но завршуваат кај главните мафијаши организатори и нивните шефови каде ги спремат и ги обучават како да питачат. Апелирам до полицијата, до советот на градот Охрид, до Центарот за социјални грижи, барам службената положба да ја вршат посовесно, поодговорно, затоа што тие се сервис и тие се одговорни на ова општество и на овие граѓани каде што треба да бидат безбедни да го решават проблемот. 2000 деца питачат во државава, меѓу кои има и новороденчиња. Питачењето го организираат криминални групи за кои тоа е вносен бизнис, бидејќи од питачење дневно се собираат од 3000 до 4000 денари. Станува збор за сериозна злоупотреба на децата, често со знаење и дозвола на родителите, објаснува Илија Јовановиќ од Градиме иднина. Доставивме барања до сите институции да се отворат дневни центри во цела Македонија, да се работат со стручни тимови од педагози, дефектолози, социјални работници, медицински лица. Ние со овој проект бараме до владата, до сите институции, до сите општини, институционално овој проблем да се реши во цела Македонија, да се стави стоп и крај на питачењето, злоупотребата на питачите. Невладината Градиме иднина ќе бара и законски измени за зголемување на казната затвор за организаторите на питачење до 15 години. Проектот се спроведува 6 месеци на терен во повеќе градови низ државава. Во Скопје и Струга по спроведени акции во неколку случаи одземено е родителското право, поднесени се неколку кривични пријави и опомени. Анализите од истражувањето на крај ќе бидат доставени до сите релевантни институции, секторите за внатрешни работи, локалните самоуправи, центрите за социјални работи. Десетици диви депонии во околината на туристичка Струга. Планини отпад ги затрупаа влезовите на градот на мостовите. Општината започна акција за расчистување, инспекторите најавуваат казни, но и за пленување на возилата кои ќе се затекнат при нелегално одлагање отпад. Струга обколена со планини отпад.
Несовесните со градежен шут и ѓубре ги затрупаа влезовите во градот и крајбрежието. Пред туристичката сезона, општината започна акција за расчистување на дивите депонии. Граѓаните добија налог да ги исчистат приватните имоти, во спротивно ќе ги расчисти општината на нивна сметка. Инспекторите најавуваат високи казни и запленување на возилата кои ќе се затекнат на лице место при одлагање на отпад. Со цел да се минимизира или да се анулираат тие негативни влијанија, че на 2-3 пати ги имаме лоцирано сите парцели кои што се критични. Пуштени се дописи до собствениците. Еден проблем е што собствениците, поголемиот дел од собствениците не се присутни во земјава. Општината расчисти дел од депониите, но несовесните граѓани повторно загадуваат. Инспекторите велат главен проблем е ниската еколошка свест кај населението. По расчистување на депониите, на критичните места ќе се поставуваат и едукативни табли. Општина Струга, како што реков, превзеде активности, лоцирани се сите диви депонии, посебно на патниот правец према Калишта. Пошто е приобално подрачје, нема ни 50 метри од обалата на езерото, езерото знаете дека е под заштита на УНЕСКО, значи се трудиме, не можеме ние нон-стоп да чистиме исти џубришта. Од каде и да влегувате во градот, на мостовите ќе ве пресретнат купови отпад. Десетици диви депонии во околината на туристичка Струга го грдат ликот на градот. Утре, 7 мај, Охрид ќе се приклучи на акцијата Генералка Викенд, која се организира во повеќе општини во државата. Целта на акцијата е подигнување на еколошката свест за одговорност кон природата и за секои 10 килограми собран отпад да се засади по едно дрво. Општина Охрид и јавното предпријатие Охридски комуналец се приклучуваат на акцијата со чистење на потегот од билјанини извори до плажите Горица и Свети Стефан. Во акцијата ќе земат учество Сдруженијето Брег на младоста, компанијата Костел и сите општински училишта. Општина Охрид ги повикува сите заинтересирани граѓани да земат учество во акцијата. Еколошката акција ја организира Men and Mountain со поддршка на пивара Скопје, Пакомак и Министерството за животна средина. Со низа активности, Општинската организација на Црвен крст ќе го одбележи Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. 8 мај е роденденот на основоположникот на идејата за ова хуманитарно движење Анри Динан. Денеска пред бистата на Динан, делегација на Црвен крст Охрид положи свежо цвеќе. Делегација на Црвен крст Охрид денеска положи свежо цвеќе пред бистата на Анри Динан пред седиштето на организацијата. Големиот хуманист Анри Динан, основоположник на идејата за движењето на Црвениот крст, е роден на 8 мај 1828 година и во негова чест овој датум се одбележува како Светски ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Охридската организација по тој повод ќе спроведе низа активности. Во вторник имаме крводарителска акција во Факултетот за туризам и гостителство, која што е наменета и за студенти и за сите граѓани. Во среда имаме инфоден, кога ќе ги пред малите деца од градинките и пред други заинтересирани граѓани ќе ги промовираме нашите активности и имаме голема хуманитарна акција која што ќе биде на 14 мај во сабота, која ќе биде продажна акција со Конфи Ангел, каде што средствата ќе бидат донирани за деца од социјално загрозени семејства и мигрантите од Украина. Црвен крст Охрид има многу алатки за регрутирање на млади лица волонтери и интересот за волонтирање во организацијата во континуитет е голем, вели потпредседателката на Општинската организација Весна Терзиовска. Интересот нивни е голем. Во моментов тече проектот Промоција за хумани вредности, каде што младите веќе во 4 групи изработуваат 4 проекти со кои што помагаат на социјално загрозени семејства, ја подигнуваат еколошката свест и го градат интеркултурното општество преку работилници за промоција на мир и соживот. Така што можам слободно да констатирам дека младите луѓе во Охрид и како се заинтересирани за волонтирање во Црвен крст и ние се обидуваме да ги задржиме тука и да им ги дадеме основните потребни алатки за да може да функционират и да направиме подобро општество за сите. Терзиовска открива дека бистата на Анри Динан во Охрид е единствена во државава и истата е донесена од Женева како подарок од неговото семејство. Таа најави дека во следниот период делегација од Општинската организација на Црвен крст од Охрид ќе ја посети Женева каде ќе оддаде благодарност за донацијата.
Апел за помош на охриѓанката Адријана Стефановска да собере финансиски средства за итна операција. Ане е самохрана мајка која боледува од тумор на мозокот и на која и е неопходна итна операција која е закажана за 17 мај во Аџибадем Систина. Целиот третман чини 10.000 евра, средства кои Ане не е во можност да ги обезбеди. Уште еднаш да покажеме дека Охрид е хуман и да ја помогнеме на оваа самохрана мајка. Кутии за донација ќе бидат поставени во локалните кафе-барови и во просториите на Црвен крст. Граѓаните и правните субјекти може да донираат и на трансакцијска сметка 270 750 8592 72 Халк банка Адријана Стефановска. Одржана ревија на песни и ора на пензионерите, неуморни чувари на традицијата и фолклорот и во третата доба. Пензионерите од регионов се собраа на традиционалната ревија на песни и ора, која започна со охридската староградска песна Билјана платно белеше. Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца е домаќин на јубилејната ревија на песни и ора на пензионерите од 8-миот регион. По пауза од 2 години пензионерите се собраа на дружба во Охрид од повеќе градови од регионот. 2 децении поред со музика и песна, пензионерите од Охрид, Дебрца, Струга, Вевчан и Кичево, Гостивар и Дебар го чуваат од заборав македонскиот фолклор. Музиката не зближува и во овие години, а со нашата активност сакаме да оставиме белег за младите генерации, порача Ѓорги Трпчевски, председател на Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца. Ќе се представиме навистина во едно светло онака како што доликуваат, бидејќи пензионерите се кои што негуваат и ја штитат ова традиција на песни, ора и музика што ја одржуваме. Затоа по тој повод денеска ја имаме ова манифестација и мислам дека се потрудивме да направиме една организација како што ни доликуваат на нас повозрастните, бидејќи сакаме, стварно сме ние сме тие чуварите кои што ја негуваме ова традиција и сакаме да ни продолжи. Љубовта кон музиката продолжува со истиот жар и во третото животно доба. Со охридската староградска песна Билјана платно белеше домаќините од културно-уметничкото друштво Далги ја отворија ревијата на песни и ора. Охридското сдружение на пензионери брои 13.000 членови, а 30 од нив членуваат во културно-уметничкото друштво. Далга исполнуваат мелос и фолклор од Охрид и Дебрца, напоменува Ристо Трајковски, уметнички раководител на КУТ Далги. Интересот на нашите пензионери е на задоволително ниво, бидејќи пандемијата малце не стопира овие 2 години, но ево сега веќе ја обновуваме целата активност, така да сме задоволни и се сметаме на уште поголема активност на сите пензионери. Пензионерите треба да го користат своето слободно време, за што поголема активност и на културно поле и на спортско поле. Со настап на ревијата на песни и ора на пензионерите во Охрид се представија пензионерските културно-уметнички друштва од Струга, Гостивар, Кичево, Лабуништа. Гости на ревијата беа представници од Сојузот на Сдруженијето на пензионери од земјава, како и гости од Поградец, Албанија и Врање, Србија. Моштите на Свети Георгиј Победоносец и неговата чудотворна икона и годинава ќе ја благословат Струга, со што продолжува традицијата на струшката торжествена литија Еордија. Утре во храмот на Светиот великомаченик Георгиј во Струга со почеток во 16 часот ќе биде отслужена празнична вечерна богослужба, на која ќе чиноначалствува неговото високопреосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј. После завршувањето на вечерната панихида од 17 часот следи свечената Еордија литија со светите мошти на великомаченикот и неговата чудотворна икона. Честните мошти ќе бидат изложени во храмот за поклонение пред да започне вечерната богослужба се до започнувањето на Еордијата. Ве покануваме да бидете гости на нашата манастирска слава, како и да земете учество во древната струшка литија, која пред неколку години беше обновена и збогатена со присуството на моштите на Свети Георгиј од манастирот во Рајчица.
Дојдете, почувствувајте радоста и благодатта на овие торжествени настани и примете го благословот на славниот победоносец Георги, велат од Бигорскиот манастир. На самиот крај на Струшката еордија, во дворот на Струшкиот храм Свети Георги Победоносец, ќе следи културно-уметнички настан, а ќе настапи ансамблот Македонија. Во чест на 7 мај, денот на македонската полиција, денеска Интернационалната полициска асоциација ИПА регион Охрид и Сдруженијето на ветерани и резервисти од одбраната и безбедноста на Македонија, огранок Охрид, потпишаа меморандум за соработка. Меморандумот го потпиша Стефан Димовски, председател на ИПА Охрид, и полковникот во пензија Добре Велјановски. Според одредбите, меморандумот подразбира унапредување на меѓусебната соработка во областа на безбедноста, изведување и учество на заеднички вежбовни активности и организација на настани од областа на безбедноста, јакнење на професионалните компетенции, размена на искуства, знаења, взаемна помош и поддршка на полето на безбедноста, едукација и практична настава од заеднички интерес за членовите и представниците на двете страни потписнички. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Унгарија не може да ја поддржи сегашната форма на новиот пакет санкции на Европската Унија, што вклучува ембарго за увоз на нафта, изјави денес премиерот Виктор Орбан. Тој рече дека сегашниот предлог на ЕУ за забрана на увоз на руска нафта ќе биде атомска бомба за унгарската економија, додавајќи дека е подготвен да преговара доколку види нов предлог кој ќе ги задоволи унгарските интереси. Европската Унија вчера предложи пакет најсилни санкции за Москва, но неколку источни земји изразија загриженост дека нема да има доволно време да се приспособат, иако дипломатиите рекоа дека ќе им дадат рок на Унгарија и Словачка до 2023 година. Орбан изјави за државното радио дека на Украина ќе ѝ требаат 5 години и огромни инвестиции во рафинерии и цевководи за да го трансформира сегашниот систем кој се потпира на околу 65% од руската нафта. 3 лица загинаа, има и ранети во, како што соопшти полицијата, терористички напад во централниот израелски град Елат. Двајца напаѓачи, едниот вооружен со пиштол, другиот со секира, удриле на минувачи во парк во градот. Осомничените се уште се во бегство. Нападот се случил кога Израел го одбележува денот на независноста, државен празник кој го одбележува основањето на земјата. Исто така следи пониза смртоносни напади извршени од палестинците и израелските араби во последните недели, најсмртоносен период на напади во Израел од 2006 година. Најмалку 15 луѓе се убиени во Израел и на западниот брег во новото разгорување на состојбата. Израел одговори со раци во палестинските градови, предизвикувајќи судари во кои загинаа најмалку 26 лица, вклучително и случајни минувачи. Локалните власти во Елат им наредили на жителите да останат дома. Повеќето од населението на градот се членови на израелската ултраортодоксна еврејска заедница. Шангај објави дека најлошата појава на инфекција со COVID-19 е ефикасно спречена по едномесечно заклучување за близу 25 милиони луѓе, а властите ветија дека ќе одржат стратегија за нулта COVID и покрај економските реперкусии. Бројот на ново заразени во финансискиот центар на Кина е во постојан надолен тренд од 22 април. Од вкупно 25 милиони граѓани, многумина се уште се под карантини и ограничени од мерките кои се сега во втор месец и се спроведуваат како дел од кинескиот пристап нулта COVID. Иако локалниот пренос е ефикасно ограничен, постои ризик од враќање и градот нема да се откаже од својата стратегија за динамично чистење. Грабежот на продавницата на Шанел кој се случил среде бел ден во средата, а според снимките се работи за четворица кои дошле со мотоцикли, кратци вооружени со калашников, упаднале во продавницата на луксузниот бренд Шанел во Париз и одзеле стока вредна милиони евра. Украдената стока била проценета, а кражбата била снимена со камера. Видеото се појави на социјалните мрежи. Четворица кратци облечени во црни кожени костуми и кациги се снимени како влегуваат во продавница за часовници и накид на Шанел, која се наоѓа во трговската улица во центарот на Париз. Потоа го напуштаат местото со два мотоцикли, најмалку еден од нив бил вооружен со автоматска пушка АК-47. Како што може да се види од снимката, сосем мирно се заминуваат од продавницата со полни торби, додека по улицата има и минувачи и сообраќај. Снимката од грабежот кој се појави на социјалните мрежи ја направил еден од случајните минувачи кој го гледал сето тоа од другата страна. Продавницата е привремено затворена по грабежот, а обвинителството објави истрага. Интересно е што ограбената продавница има само неколку чекори од Министерството за правда. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.